Божиќ не за сите е среќан празник. За лицата кои животните неприлики ги оставиле на улица, е само уште еден обичен ден за преживување. За среќа постојат центри за згрижување кога температурите ќе паднат под нулата. Го посетивме центарот во Момин поток. Затекнавме 15 згрижени лица и еден празен спрат. Голем дел од згрижените не сакаат да зборуваат пред камера, но ни кажаа дека се задоволни од топлата просторија и оброците кои ги добиваат. Добиваат и средства за лична хигиена, но велат дека им е потребна облека. Дел од нив се работоспособни и можат да најдат работа доколку им се помогне да изгледаат попредставително. Сепак, решението е само привремено. Штом температурите се покачат, центарот ќе затвори, а згрижените повторно ќе мора да се вратат на улица. Јас сум многу благодарен за ова организација овдека, што не чуват, што не хранат. Како прво, благодарни сме од овие господава тука што што ни дават тука храна, спиење, све и понатака. Само едно, неќам да ве лажам, нече искрено ја кажам, мојата судбина е како дојдов до овдека. До овдека дојдов така прашајќи, најдовме ова пеку пријателство, другари ваму таму и ја најдов ова средба за спиење. Иначе спиев кај пријатели, кај што ќе најдов спиев, а некогаш и по улици спиев. Така да, многу години, јас сум многу патен човек, сакам да изјавам дека моја мака лежев во болница, се скоро се оперирав, ми барат пари, не примам никаква кратна парична помош. Што ќе правите кога малку ќе се покачат температурите и ќе се затвори центарот? Па тогаш не знаеме кај да идеме, не знаеме како изгубено јагне, како е изгубено едно јагненце, мало едно јагненце како изгубено, нема кај да иде, ако нема свој дом, нема кај да иде, кај ќе најде, таму ќе легне. Вчера за згрижените лица била организирана традиционална бадникова вечера со лепче со паричка, за барем малку да ја почувствуваат божичната атмосфера. Сега стравуваат дека за околу 2 недели ќе мора да го напуштат центарот и да се вратат на улиците. Во овој центар минатата година имало двојно повеќе згрижени. Во Скопје функционира уште еден ваков центар, а освен во главниот град, центри за згрижување има и во Битола, Струмица и Струга. Министерството за труд и социјална политика во декември ги објави телефонските броеви од згрижувачките центри и ги повика граѓаните доколку забележат бездомник да се јават во центрите. Во моментов во Битола има само едно згрижено лице, во Струмица и Струга во моментов нема згрижени бездомни лица.